Мешањето и притисокот од високи представници на извршната власт предизвикуваат сериозна загриженост за независноста на судството, а постапката за разрешување покрената против поранишниот главен обвинител Љупчо Коцевски откри ризик од политизација и недостатоци во правилата за разрешување. Се наведува во извештај за владење на правото во Македонија за 2026 година, кој што денеска беше усвоен од Европската комисија. Според извештајот, ефикасноста на македонскиот правосуден систем продолжила да опаѓа, а сериозниот недостиг на персонал како и недоволните буџетски средства се оценуваат како едни од најкритичните проблеми. Избраните функционери и владините представници ги засилија своите лични критики против судиите и обвинителите, што ги обвинуваат за корупција и беа издадени изјави од највисоките нивоа на владата за планови за чистење на судството и обвинителството. Независноста на судството и автономијата на обвинителството се подкопани од недоволни буџетски средства. Постапката за разрешување покрената против главниот обвинител откри ризик од политизација и недостатоци во правилата за разрешување и на крајот доведе до оставка на главниот обвинител, пишува во извештајот. Во однос на борбата против корупцијата, извештајот нотира дека иако обвинителството започнало неколку истраги против сегашни и поранешни високи функционери што резултирало со обвиненија и тековни судења, одложувањата во судските постапки и ретките конечни пресуди ја намалиле ефикасноста на гонењето на високата корупција. Несоодветната законска рамка, особено кривичниот законник од 2023 година, недоволните човечки и финансиски ресурси, заедно со одложувањата во судските постапки, го попречија развојот на солидна евиденција за случаи на борба против корупцијата. Случаите на корупција од висок профил ретко водат до конечни пресуди, што дополнително придонесува за чувство на неказнивост. Според извештајот, системот за јавни набавки останува област со висок ризик за корупција, додека пак корупцијата во здравствената заштита е идентификувана како ризична област. Како дел од позитивните забелешки на Европската комисија се забележува усогласувањето на новиот закон за судски совет со европските стандарди, а се нотира и подобрена ефикасност кај кривичните предмети.